но за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја вршуваш. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Аргументи. Пред 2 дена Црна Гора стана 29-та членка на НАТО и тоа како да го побуди, да ги поттикна нашите политички субјекти, па можеби јавното мислење во Македонија дека наскоро и ние можеби ќе бидеме членка на НАТО, па дури ми се чини дека премиерот Зоран Заев најави дека Македонија наскоро ќе стане 30-та членка на НАТО. Дали тоа се должи на неговиот, како што вели, природен оптимизам или има реални основи да го мисли тоа како премиер кој што можеби има повеќе информации од нас, не знам. Се уште не бил во студиото на ТВ Нова, ниту пак новиот министер, но се надевам дека наскоро ќе ги видиме овдека и ќе ги прашаме дали и на што се должи таквиот оптимизам или пак тоа е една природна вродена потреба на секоја нова власт, на секој нов политичар да почне и да продолжи таму каде што другите да станали, дека има некои аргументи кои што можеби ќе помогнат да се забрза овој евроатлантски процес на интеграција на нашава земја. Но наше да анализираме. Вечерва мои гости се професорот Владимир Пивоваров, добро вечер, и амбасадорот Ристо Николски, добро вечер. Добро вечер. Господин Пивоваров, дали е доволен поттик тоа што Црна Гора уште еден наш, да не речем, сосед, туку земја од Западен Балкан, го изоде овој пат, иако имаше кај Црна Гора па посебно еден контроверзен процес. Тие беа браќа со Русија, имаше големи инвестиции на руските бизнисмени, Русија многу полагаше на пријателството со Црна Гора, бидејќи тоа беше земја каде што таа сесебно беше присутна. Но водството на Црна Гора во последен момент го смени курсот и тие бргу станаат членки на НАТО, иако тамошната опозиција се противеше, па излегува и некои афери дека некои од овие големи сили се противиле на тоа, но тие станаат членка на НАТО. Каков бенефит ќе имаат, ќе видиме, но дали е тоа навистина поттик и Македонија да се обиди уште еднаш интензивно да се придружи на оваа голема алијанса? Нашата определба, значи години наназад, од осамостојување до денеска е членство во НАТО и евроатлантските интеграции. Меѓутоа, вие го спомнавте патот кој го изоделе земјите, секој пат за секоја земја е многу различен. Ова зборувам од причини што ако се малку навратиме наназад десетина години кога во нашето окружување некои земји од Балканот влегува во НАТО, во тој период има многу полоши резултати и во демократијата и во политичките односи во самите држави, економските да не зборуваме. Значи бевме едно копје пред нив. Меѓутоа, ние не влегувме, тие влегува. Зошто влегува? Затоа што нивната геостратешка положба беше многу важна за НАТО пактот. Некого мислите, професорот? На Бугарија пред се и на Романија. Тој период каде што и сами знаете дека имавме и поголем стандард и многу поповолна политичка клима и владење на правото. Значи сите оние стандарди кои ги поставува НАТО на една земја да биде членка во политичките. Да. Меѓутоа, за жал, ние го имаме тој проблем со нашиот јужен сосед, она несречна формулација, значи нивното право како полноправни членки на таквите организации ЕУ и НАТО, каде што имаат право на вето, без разлика што сите можеби сака да влеземе во овие евроатлантски интеграции да ги изодиме, меѓутоа имаме таа препрека за која велам дека мора да се разговара, зашто ако договорот со Обединетите нации кој е потпишан, значи вели дека Република Македонија нема да биде спречувана во меѓународните интеграции. За жал тоа се случува. Имаме и пресуда правосилна меѓународна од која за жал не може да имаме бенефит, бидејќи сепак тој процес останува на Грција да го решава. Нашиот пат е различен токму поради тоа
И доколку не беше тој проблем, мислам дека Македонија многу порано ќе станеше земја членка на НАТО. Сегашнава ситуација, окружувањето гледате дека во најголем дел се земји членки на НАТО, осим северните соседи. Во таква ситуација на глобален план, геостратешки, геополитички, ќе биде од исклучително важен интерес да станеме членка на НАТО. За кого? Молам? За кого ќе биде од важен интерес? За НАТО или за за НАТО нас? зборуваме, а бенефитот треба да го имаме и ние. Зошто велам бенефитот? Ако направите пак анализа што се случи во земјите кои од нашето проживање, од нивниот влез во НАТО структурите, значи до денеска странските инвестиции пред се доживеа еден бум. Значи за многу ние ако имавме многу поголеми инвестиции во тој период, денеска ние сме на дното, а тие се во врвот. Значи многу повеќе инвестиции. Како гаранција на капиталот? Не како гаранција на капиталот. НАТО се сваќа погрешно, само како воена организација. НАТО не е само воена организација пред се. Од друга страна, влегувањето во НАТО значи ви дава една надворешна сигурност. Впрочем, ние во стратешкиот одбранбен преглед многу години пред ова, пред 15 години го донесовме во парламентот со консензус, сите пратеници го изгласа и позиција и опозиција, во кој кажавме дека има два вида на закани, конвенционални, значи од соседните земји, и неконвенционални, организиран криминал, меѓуетнички судири внатре во земја. Значи ние ги отфрливме конвенционалните закани, што е реалност, и денеска мислам дека веќе таа не постоја со влегување како полноправна членка во НАТО, под било која форма, зборувам дали под Република Македонија или со привремената референца, ви дава поголема надворешна сигурност дека нема да бидете предмет на нечии можни напади. Со самото тоа мислам дека веќе и ќе почнат да згаснува теоријата за создавање на големи држави во регионот, тоа беше едно време голема Србија, сега голема Албанија. Значи тогаш веќе ќе биде крај ставена таа приказна и мислам дека тогаш сите во државиве кои се во регионот ќе може да се свртат исклучително кон економија и подобриот живот на граѓаните, што секако е еден од предусловите за членство во НАТО. Господин Никовски, вашето мислење, често сме разговарали на оваа тема, дали нешто има навистина ново на геостратешки план или на внатрешно политички план, или овој разговор може да е форма или не на Ципрас со Заев, телефонски, може да дојде до интензивирање на овој диалог и диалогот сам по себе да придонесе, или ние досега сме имале на разни нивоа диалози, имавме мерки на доверба, но до одмрзнување, откочување на овој процес немаше. Но сепак во дипломатијата веројатно е подобро да се разговара, зашто да не сте разговара. Или не е баш така? Мислам, секој диалог, секој контакт е позитивен во основата, може да отвори некоја врата. Последниот разговор... Е добар пред третиот партнер, за да не бидеме лошиот дечко, или е добар во воспоставувањето на некоја доверба меѓу двете страни? Во целина, видите, кога не се разговара е најстрашното. Кога се разговара, значи сепак постои некој канал на комуникација кој може да отвори некоја врата. Разговорот меѓу Ципрас и Заев е чиста куртоазија, тоа е честитање на изборот и мислам нема некоја тежина, да не забораваме дека Груевски Папандреус 10-9 пати се сретна и ништо тоа не произлезе. И тоа беше, да бидеме јасни, се во корист на Грција, ништо не беше во корист на Македонија. Да го сватиме на почетокот и на Црна Гора. Дали е тоа потик некаков за нас и што значи членството на Црна Гора во НАТО? Мислам дека никогаш до сега не бил поголем интересот на НАТО за да не интегрира нас од така наречен Западен Балкан, израз што мене ми се бендисува, бидејќи нема Западен Источен Балкан, еден е Балканот, премногу е мал така да се дели, заради Русија. Мислам, конфронтацијата меѓу Русија и Америка е веќе јасна, студената војна е почната, иако мнозина се околеваат да е нареча студена војна. Очигледно дека таму оди работата. Да, работата таму оди. И тука, мислам, тоа е долготраен судир кој ќе се продлабочува, кој ќе има разни upside down или нагорни надолни линии. Црна Гора, прво да подсетиме како беше примена во НАТО, што е многу, мислам, добар индикатор. Ќе подсетам дека кој ги прима предходните Хрватска и Албанија и предходно 10 земји ги прими, ако не се лажам, пред нив,
Тоа беше свечаност на самит на НАТО, тоа беше главниот дел, со многу гламур, што викате слично. Сега Црна Гора ќе ја примат во Стејт департментот и подсекретар ќе го прими премиерот на Црна Гора, што е навредливо. Зошто? Па тоа покажува дека ова проширување е така да речам техничко, иако НАТО како една сила, доминантна сила во светот, повеќе ќе зборуваме на тоа понатака се надевам, го затвори Јадранскиот брег за било каков продор на Русија или на било кого. Од друга страна, кој ги прима Бугарија, Романија, затоа ги прима и на брзина, и гледани с прсти и така натака, го затворија, обкружија Русија од сите страни, со Грузија не успеава, со Украина не успеаваат, нели така, и тоа го станува како нешто што латентно што предстои. И во тој контекст реков дека интересот за Македонија никогаш не бил постигнен, проблемот На двете страни? Молам? На двете страни? Зборуваме за НАТО. Овој пат, зборуваме за НАТО сега. Од овој аспект. Видите, Ќе дојдеме и до другото, да. Видите, другото е сврзани се како, нели така, како сврзани садови се поврзани, да речеме како требаше или народот, разбирате, али тоа е многу по онака разбирливо. Едните и со другите, бидејќи тоа е логично, ако во НАТО членуваат 29 земји, од кои се 26, 25 или 24 во Европската Унија, па не може да се го бидат земји на самитот на НАТО во 2008 година да решаваат едно за Република Македонија, односно за Македонија, пардон, или утрен, така ќе се седат во НАТО во Брисел, да решават нешто друго. Значи, тоа е апсолутно и иманентно следење на таа политика НАТО и затоа не е случајно што прво НАТО се прима. Значи, Црна Гора стана членка, напреден пресват во политиката према Русија, еден некоректен во основата. Јас работев во Москва и знам какви беа односите, како доаѓаше Ѓурановиќ тамо, како со Лушков се среќава и се гушка, му издаваа книга на Лушков во Црна Гора, едно чудо локации се купени од руски предприемачи, хотели се направени тамо, одеднаш ја свртија, мислам, политиката. Зашто некоректно? Па вие сте били амбасадор, дипломат. Во дипломатијата, барем јас лаички кога ја разбирам, се е дозволено ако тоа е во интерес на државата. Ако се работи за својата земја, ама видите, има и образ, има и честност. Ама нема образ е националниот интерес. Интересите се секогаш главни и доминираат. Ама чии своите интереси, не интересите на другите? Ама видите, ако така одиме по таа линија, кои се конкретните црногорски интереси да ја сврти политиката од према Русија, према Америка? Нема никакви показатели, нема. Нити има некои големи тамо инвестиции, нити има тамо нешто друго. Напротив, сега или што Црна Гора ја зајакна својата безбедностна ситуација. Кој излезе канува на Црна Гора? Никој. Значи, никаква опасност од надвор нема. Дури тие се може и помала, али поединак имат поголема опасност од внатре, ради некои етнички фактори. Разбирате, а НАТО тоа не го апсолутно гарантира. Значи, Црна Гора се од големи трошковите, трошоците кои ќе има во алијансата, а де факто други бенефиции, барем за сега нема. Веројатно ќе има поише инстанции капитал и едно и друго и трето, ама за сега велам нема индикатори. Чекайте се, само да ја прашам. Говорите за Црна Гора или ова е на Горан Тикер, сети се знao важи за Македонија? Не, зборам за Црна Гора конкретно Црна Гора. Црна Гора на безбедносен план ништо не доби, разбирате? А што тоа ќе ја чини, зашто НАТО, да се разбереме, за разлика од Европската Унија, НАТО чини. Се даваат пари, не големи, али се даваат. Трамп бара уште повеќе. Молам? Трамп ќе бара уште повеќе. Бара уште повеќе, затоа што до сега Америка финансира, разбирате. 72% од сите трошоци на НАТО ги финансира Америка. И сега, чим таа финансира, таа и ќе бара песмата, ќе ја диктира, не така. Али да се вратиме се на Македонија. Мислам дека прво во рамките на генерална основа, во рамките на најновата улога која има НАТО по агресијата во Украина, затоа што во Украина немаше руска агресија, имаше агресија на НАТО, разбирате. Тамо направија државен удар, тамо го сменија председателот и слично, разбирате. НАТО веќе игра една негативна и агресивна улога. И јас, која би бил политичар во оваа држава, два пати би размислил за нашиот интерес околу НАТО. До Украина беше една ситуација, после Украина е друга ситуација. Меѓутоа, велам, кај нас тоа расположение за НАТО останува, интересите на сите партии се на релативно високо ниво.
помалку слабе интересот на народот, што е логично после тоа што не го прават. Меѓутоа, шансите објективни за Македонија да влезе во НАТО не се ради некако грчко вето. Во Букуреш во 2008 година немаше грчко вето. Тоа е неспорна вистина. Напротив, имавме промена на американската политика, од ширум отворени врата ги затворија и ни поставија уцена, блокада, уцена и ултиматум. Нема напредување, прво името, потоа членство. И таа политика на НАТО не се спремни да ја менуваат и затоа ќе направат се и веќе прават по подготовките за промена на власта, нова влада и слично, тие прават веќе 2 години, 3, може и 3 години веќе целосни подготовки да Македонија се прекрсти и во таа насока вршат прв пат силен, жесток притисок врз Грција да го прифати американската формула. Која е таа? Таа формула е прекрстување за во странство со промена на референцата со трајно име со наша согласност, што е погубно за Македонија. Тоа е ерга омнес, али за 6 години. Тоа е, значи, промена на референцата од Обединените нации, поранешна Југословенска република, која Македонија никогаш не ја прифати. А таа да не биде трајна? Не. Таа да, значи, Македонија никогаш не ја прифати, никогаш не ја користеше, таа ја проголта во Обединените нации, бидејќи немаше избор. Тоа се промени во што? Да се промени со трајно име за така наречена меѓународна употреба, со наша согласност. Знаете, најсилниот наш адут околу името е тоа што не може да не прекрсат без наша согласност. Кумот, разбирате, кој да е, ако ние не велиме, го прифаќаме тоа име, нема решение. А кој ќе го прифати во Македонија промената? Ја мислам дека никој нема да го прифати, али не вели 2 пати не, разбирате. Затоа што има разни односи, разни влијанија, разни, да речем, соработки и слично, ако сакате и уцени, веројатно, и ветување и слично. Така да, тоа, али во секој случај, можноста да бидеме примени со референцата нема да се случи, јас сум тоа длабоко уверен, а дали ќе успеат да не прекрстат, ако сме толку некадерни, мислам, тоа ќе си го успеат да служи. Само уште една реченица, да бидеме сосема јасни, дека името на државата е само поводот, начинот, причината, методот за да се разнебити македонскиот народ. Затоа што на маса сега името на државата е само како една формула, разбирате, за да се избришат македонците. Тоа е најстрашното. Само да прашам кратко, сакам да прашам Пивоваров, мислам дека има свој став околу ова. Ако се сеќавам на едно минат емисии, дали го сметате за успех ако во НАТО влеземе под поранешна Југословенска република Македонија? Апсолутно. Ќе биде да нас исчекор, затоа тоа нема да го дозвола, затоа што се свесни. Влеземе ли по тоа тако, нема да може да не прекрстат. Пивоваров, ваш став околу коментарите на Никовски? Значи, секојаш е добро да се преговара, долго време се веќе преговара, последиците највише се на наша страна. Меѓутоа мора да се најде формула, ова не може да оди во недоглед. Иако и двете страни, и ние и тие, имаме аргументи на кои може да разговараме и да спориме. Јас секојаш велам кога се зборува за некои историски моменти, нека седнат историчарите, нека разговарат за тие проблеми, да ги решат тие проблеми. Нели, многу пати било вака, било онака, значи секој си ја кажува својата вистина, што не е во ред. Од друга страна, мислам дека оние разговори што премиерот Заев ги имал во делот на, колку што прочитавме од весниците нормално, во делот на економската, заекнување на економската соработка, значи во тој дел верувам дека ќе биде голем допринос во приближување на односите и ставовите околу, бидејќи двете страни имат црвени линии кои се многу далеко, така. Во дипломатијата, во разговорите, никогаш нема две целосно задоволни страни. Секојаш во државите ќе има опоненти кои ќе го критикуваат каков и да е било прифатен договор. И затоа велам дека мора еднаш за секојаш политичките партии да седат да направат национален консензус. Ние до сега 25 години немавме таков национален консензус, туку онаа партија која е на власт, она што ќе го кажеше, тоа е национален консензус, што не е во ред. Значи, ако ти има стратегии по многу прашања, ние немаме по таквите многу важни прашања. Мислите, често пати го слушам тоа, дека немаме национален консензус, ја лично мислам дека имаме. Некој премолчен. Но тоа го спомни Заев. Ако било до нас, немек ние ВМРО ќе се договоревме и ќе го решиме.
Значи, самите елите не е само кај нас проблем. Според Николски е во Америка, според вас во Грција. Вака сега, секој може од своја страна и од свој агол да ги наблюдува работите. Во тој дел не се согласувам со господин Николски. Значи, бараме некои проблеми кои се надвор од нашиот двор, а во суштина ние нашите проблеми ги имаме во нашиот двор. Само ако дозволите би се навратил на вмешувањето на Русија во нашите односи. Значи, гледајте, 23 години Русија не беше апсолутно присутна некаде. Она што политичарите и вие новинарите го квалификувавте како политичка криза во Република Македонија, секој сакам да дебатирам на тема, по мене ова е чисто криминална криза, каде што најдува свој интерес и изјавите на господинот Лавров, ако ги слушате, значи тие зборуваат за еден дел, меѓутоа не зборуваат за суштината и содржината на проблемот во Република Македонија. Значи, тие си ги гледаат своите лични интереси. Гледате дека големите сили секогаш преку одредени проблеми во одредени земји ширум светот се пазарат меѓу себе за сопствените интереси. Значи, ние ваму ќе добиеме ова, вие таму ќе добиете тоа. Значи, малите земји како нас може само да бидат колатерална штета и секојаш велам дека колку и да е мала земјата мора да ги брани своите национални интереси, својата стратегија. Околу тоа прашање значи да добие бенефит, без разлика што сме мали земји. И во таква ситуација не смееме никому да затвараме врата. Тоа се сложило со господинот Николски, значи со секој треба да дебатираме, да разговараме. Меѓутоа, оно што е најбитно и предмалку кажав дека Република Македонија, значи, еве јавното мислење, испитувањето кај народот, значи не е ова политичарите 25 години да сакаат да одиме во НАТО. Значи, ова е определба на граѓаните на Република Македонија. И таа определба мислам дека во овој момент е доминантна. Сега одеднаш, ако правите анализа некои провладени електронски портали, значи, задниве 2-3 години, колку приметувам, почнуваат да ја вртат страната, односно... Ранешти провладени. Па за нив мислев. Да, добро. Нели? Провладени. И ако направите, еве, отворено Инфомакс Курир, земете ги текстовите и ќе видите што пишува. Значи, за сите случувања во светските рамки, значи, едната страна се велича, тоа е Русија, од друга страна се напаѓа политиката на Америка. И претходниот председател, и сегашниот председател. Значи, кај овие портали, тоа не се забележуваше во некој претходен период, од 5, 6, 7 години наназад. Значи, откако настанува оваа криза, откако настанува пржино, значи, ние сме ранлива маса, која многу лесно може да се обработува од страна на некој што немал присуство толку долг временски период. Добро. Мислам дека да го расчистиме кратко околу руското влијание и присуство во Македонија. Тоа е никакво, маргинално. Прво некако да немат амбасадор во Скопје, други овие секој ден ни држи лекции што да правиме. Русија е факт, издаде со неколку изјави последно време и тоа е легитимно право. А на какво присуство мислите? Претходно ги немавме. Тоа го кажувам. Значи, тоа сега за прв пат се јавуваат вакви интереси. Да, виде. 2 децении и повеќе Русија не беше апсолутно присутна на ниеден план во Република Македонија. Русија, за жал, јас би рекол, се уште не е присутна ни на еден план во Република Македонија, односно во Македонија, пардон. Прв пат излегува со некои изјави. Зашто? Затоа што кризата во Македонија ескалира до такво ниво кога некој не држи за уво и само ни удара шлаканици лево десно, ни прави надвор од уставот специјални јавни обвинителства, пржина и така натака и на некој начин ја доведува во прашање стабилност на целиот регион, не само на Македонија. И Русија и Кина треба се јави, чудо и Кина што не се јавува. Меѓутоа, тој спин дека нашето раководство до сегашно се вртело према Кина, еден од главните дебатери и поддржувачи на сегашната власт, на дебата бевме, вали, пред минатата недела Груевски беше тајно во Москва. Докажи му дека не е, мислам. Тоа се такви блефови, тоа е безобразлук, невиден безобразлук, разбирате? Јас би бил среќен доди и да бара некоја помош таму, разбирате, што ова што се прави на Македонија од една страна, кај што немаме зборние, разбирате, кај што не држат на вистина 25 години на работа од една длабока провалија, разбирате, е недозволиво. Тоа е против сите меѓународни правила, вие сам го спомнавте. Имаше пресуда на Хашкиот суд. Кај е таа пресуда?
НАТО е политичка организација, се согласувам, и главен гласноговорник на човековите права, на демократијата. Каква демократија и на владењето на правото? Каква демократија? Значи да не лажат. Иначе Путин, да го спомнеме сега баш ова прилика, има кажано исклучително точно, рече, со паѓањето на така наречената железна завеса македонскија, Перде. Перде, да, најубаво. Железното перде и на Берлинскиот зид рече не се промени Европа, рече. Само тие зидовите и пердето беа префрлени по на исток. И тоа е точно. Разбирате, поделбата на Европа сега е поголема колку што беше дека постоеше со Германија. Уште поголема. Така да, мислам, Македонија во тие констелации е жртва на една агресивна политика, на една посесивна политика, разбирате, и голема е штета што нема као на времето биполарност или триполарност, па да некој друг застане во одбрана, да каже, ама не може така, разбирате. За жал, една страна прави што сака. Дали може да одговори? Да, може. Значи, вие споменавте криза. Што ќе се случи по вас доколку меѓународната заедница, како што велите, не интервенираше во делот на спроведување на правото и демократијата во Република Македонија? Да ве подсетам. Август 2014 во Купари, во близина Дубровник, Хрватска, самитот на Викторија Нуланд со лидерите на регионот. Многу добре знаете изјавата дека вие како лидери со вашите земји владеете на клептократски начин. Јас се сложувам во цело со тоа. 2 месеци подоцна, канцеларката Меркел Само во да Берлин... прекинам. Дали тој истото важи за една Албанија? Значи, кажа за Повеќе сите важи, лидери... да. И што направиете во Албанија, кажете ми, направија ли нешто во Албанија? Зашто кризата, не заборавајте, кризата е креирана од странство, 99% вие сте од таа служба, ги знаете тие информации подобро од мене, веројатно. А каква е кризата? Политичка или криминална? Ајде одговорете. Нашата криза е политичка. Каква политичка криза? И она што го слушнавте со ваши уши Не, и со ваши очи што го... Не ги слушам, јас не слушам туги разговори во принцип, али ви реков, тоа беа јавни разговори. Видите, Сите не беа јавни. рефлектираат цела Не беа јавни, Македонија. извините, тоа беа Јавно објавени. нелегални и мене да ми и сигурно и мене ме снимале, предпоставувам. И вас веројатно ме снимале и него, разбирате. Мене сега ме знаете, ако да, сега не снимате и нас, Ако разбирате. може да се докажем, да, ќе ве молам. извините, да, поведете. Значи, ние имавме чисто криминална криза, од она што го слушнавме со нашите очи. Не навлегувам во тоа како и на кој начин се набавени тие материјали. Меѓутоа, реалноста е дека тие ги направила нашата служба за државна безбедност. УБК ги направила. Не ги плаќал нашата служба, некој друг ги плаќал. Ама чекај, сега зборуваме кој ги направил. По чија Значи, нарачка е видовме многу дека- важно, по чија нарачка. Ама вие зборувате за утрешниот ден, да зборуваме за денешниот А ден. вие што зборувате Ќе за стасаме денешниот до ден, дали утрешниот сакате да кажете Ама ќе дека стасаме до утрешниот ден. нашите се снимале сами себе врвот на државата, па нема А да што ме мислите смешни. вие? Ако е направено тоа во просториите на УБК, со опремата на УБК, Добро. кој имал интерес од странските служби, како што вие и оние луѓе со вас заговараа жолти, зелени, плави, црвени комбиња? Па тоа го кажа, пред сите го кажа Берушевски, односно и Заев му го кажа на Груевски дека тајни служби му ги дале документите. Ама чекајте, дали вие Злајче очекувате ли Заев? господинот Заев дека ќе му каже да, новинарот Љубиша го направи тоа и ми ги даде? Па немојте така, ве молам. Лажел или не лажел? Ако мислите дека лажел, кажете дека лажел Заев. Ја Значи, мислам дека зборувал искрено. Лага е една работа, а да кажете нешто за да штитите друг интерес е друга работа. Значи, секој политичар има право да го штити интересот и никој не е будала да ви каже од каде ги набавил тие Лага е материјали. лага, може да премолчи. И вие верувате дека тоа Лага странски е служби лага. го направиле? Јас сум убеден 100%. Не знам, сериозно сум загрижен за вас да ви Не, кажам немојте и да за ме вашето загрижите, размислување, немојте бидејќи тако. вака да ви кажам. За мене немојте бе Значи, загрижени. проблематиката за која ме прашувате, не дозволете да ви објаснам. Ајде, објаснете. Значи, таа количина, тој број на такви снимени материјали со тој квалитет, значи не може да биде од ниедна странска служба. Некој пред да ве упати да зборувате за плави, жолти комбиња, зелени по Скопје шетале, треба да не знаете, зборувам. вистина е, ама вие тоа го кажувавте у неколку кажувам. дебати. Како не? Жолти комбиња. Ама кога беше изјавата на премиерот тогашен Груевски, Добро. вие тогаш застанавте за таа ве Не, јас фатија сум на убеден јавица. дека тоа е туѓо масло. Јас сум Ама еве да ви убеден објаснам, Ајде, тоа објаснете, сакам да ви кажам. објаснете ми, ајде. Значи капацитетот на таквите можности за следење на одредена комуникација е минимален и е врзан за одреден простор, бидејќи тој се врзува за базната станица која го покрива одредениот простор. И логиката Може да ја треба прашам јас одмор, само ајде. да ви доодговорам. Ајде. Значи логиката ви вели дека разговорите се на многу разни локации низ цела држава. Добро. Се сеќавате разговорот на премиерот Заев со ќерката
тој е во Скопје, таа е во Струмица, значи имате многу голема раздалечина двата оператори на базните станици кои ги прифаќаат сигналите. Значи во таква ситуација не може да зборувате и да верувате дека имало жртви. Кажете ми се, како ја снимале Меркел? Како американци ја снимале Меркел? Како објасните ми, вие бидејќи ги знаете. Кај да направите компарација. Значи, прво ние не дознавме, објаснете ми. вака сега. Ние не дознавме какви мобилни телефони и преку кои оператори се снимани тие разговори. Дознавте вие? Не. Ни ја не сум дознал. А од нашите знаете преку кои? Па нормално, преку кои? нашите домашни. Ако вие користите сателитски мобилен телефон, вас не може да ве слушаат. И во Германија ги снимале па домашните Значи, сигурно. затоа велам, дали тие разговори на господјата Меркел биле сателитски разговори? Дали 100% тие не разговори... биле. Добро, второто прашање, значи ние не дознавме. Ако дознаеме, ако во јавноста излезаат такви податоци, тогаш ќе можевме да имаме барем некое приближно видување за тоа како и на кој начин било следено. Само да ви кажам, не постои служба во светот која не сака да дојде до првата информација нормално. Тоа мора да го прави во законски рамки, не во незаконски рамки. Проблемот во Република Македонија е што ако сте следеле, а никогаш не спомнавте, ќе ви објаснам. 2012 година во парламентот во септември. Не одиме во такви детали. Не, да ви објаснам. Не ме интересира тоа. Каква небулоза е направено во Закон за следење електронски комуникации. Тоа не е ни битно вечерва. Многу е битно. Не е битно. Знаете, ако вие кажете ми, вие сте биле разузнавач, вие сте биле разузнавач, така. Кажете ми, дали американската влада генерално, тоа мора да го знаете, вие сигурно читате информации, стручни часописи и така натака. Дали ги шпионира и следи сите влади во светот? Ги следи. Значи, таа има интерес. Ако е следела Меркел, вие добро кажете Камерон, дека интересот нивен е тој. Тоа е точно. И се македонска влада не ја снимале? Чекајте да ви објаснам само. Ајде објаснете. Значи македонската влада има служба која се вика контраразузнавачка служба која ќе работи на тоа да ги спречи таквите можности за нивното пенетрирање во следењето на нашите комуникации. И сакате да кажете дека нашите ги спречеле, а германците не успеале да ги спречат американците. Па немојте да бидеме смешни. Ама немојте така, и малата земја има свои карактеристики, свои квалитети. Во таа ситуација. Ама не може да споредува со Германија, кој има капацитети. Сега вие зборувате многу општо. Конкретно да ви објаснам дека и таа мала служба не е за подценување. Таа мала служба може да ги спречи таквите интереси на својата влада да не биде следена. Ние во делот на информатичко општество немаме стратегија. Николски Пивоваров. Значи, дали покушала? Не ни покушала. Тоа е проблемот. Тоа не знаеме, кај знаете ми дека не ни покушала. Ќе ве замолам, ќе продолжиме на истава тема, иако сакам се околу НАТО, околу кризата, дали била домашна или странска, без разлика дали е политичка, не политичка, тоа стана и политичка. Факт е дека беше и политичка. Но да направиме мала пауза за реклами, а потоа ќе продолжиме на овие теми за кои што почнеме. Еве повторно во аргументи разговараме со Владимир Пивоваров или Стониковски околу новиот поттик за членство во НАТО. Почнавме од бенефитот и начинот на кој што Црна Гора беше примена предвадена во НАТО алијансата за нашите потреби, политички консензус, тоа да се случи и со Македонија. Напорите ќе бидат тешки, констатиравме, обајцата констатиравте дека диалог мора да постои, без разлика дали тоа крајно ќе донесе решение, но дека отвара процес на доближување на довербата меѓу двете земји. Зборувам за проблемот со името со Грција. Ќе почнам со вас, бидејќи Николски заврши со тезата дека кризите во Македонија, без разлика дали се политички или криминални, за кои што вие говоревте, се со надворешно влијание, мислејќи при тоа на Соединените американски држави како Не само реплицирав, јас немав пледоање, јас само реплицирав. Добро, мислам дека кога говориме странско влијание, се мисли на западниот свет. Не се мисли на Русија. Последните информации што доаѓаат од Guardian, кои што се темелат на истражувачки агенции, на истражувачка мрежа, проект за известување за организиран криминал и корупција, кој открие големи финансиски во светот и последниве години, но ми се чини спомена домашни тајни служби, дека Русија стои зад проблемите на некои земји во Западен Балкан, вклучувајќи и Македонија, дека десетина години наназад има своји суверзивни активности, врвувајќи политичари и новинари кои што ќе креираат јавно мнение
и ќе работат на оддалечување на Македонија од НАТО. И да го спречува, де факто спречува Македонија да влезе во НАТО, што е најголема ординарна глупост. Тоа и дали руското влијание е тоа? Значи, секојаш мора работи да гледаме од реален аспект. И руските служби, и америчките служби имаат своји влијателни весници во кои ги пласираат своите идеи. Значи, таквиот објавен текст секојаш мора да биде подкрепен со аргументи и факти, било каде и да е. Ние се среќаваме последно време со една лош израз ќе употребам, блјувотина во новинарството. Зошто го велам ова на таков еден лош начин? Се сеќавате дека пред месец дена, кога беа настаните 27 април крвавиот четврток, еден ден во српските медиуми се јавува дека терористичка група од 800 луѓе влезе во Македонија. Ниту место, ниту време. Значи, секој податок мора да биде проверлив. Дека многу оружје. Во Македонија почна да се слушаат приказни, колегата мој од Грција ми се јави, доколку имате проблеми, пишуваат така српските медиуми, видите до каде оди пропагандава. Од друга страна, не поминаа 2 дена, огромно количество на оружје бе откриено, нема каде, за кого е наменето, какво оружје, кој е уапсен. Агенциите молчат, чим молчат, значи тоа е точно. Тоа исто сега може да го дискутираме од аспект на големите сили, значи секако дека тие вршат влијание, начин како можат да дојдат да ги остварат своите цели во интерес на своите земји. Значи, дури имења, дека дури руски, но и српски разузнавачи. Значи се она... Полесо да измислиш, нема полесо да Тоа беше и за Црна Гора. Се сеќавате и тоа се Овие заташкани. прашања за кои прашувате, значи најверодостојно податоци треба да имаат службите. Доколку си ја работеле, работат. Ние, како јавност, како граѓани, може да дебатираме на јавно публикувани податоци. Сето друго што ќе го зборуваме ќе биде шпекулација. Значи може да зборуваме за претпоставки дали е тоа така или не е така. Кога го спомнавте присуството на господин Живалјовиќ во парламентот, изјави за српските телевизии дека тоа е приказка за мали деца, она што го изјави тој, дека на службена задача бил да известува. Па да ве замолам, дали нашиот представник, офицерот за врска во Белград може да седне до премиерот на нивната земја на седница на влада и да известува. И ние тоа да го квалификуваме, да, тој беше таму да известува. Се повикува, точно е, во Виенската конвенција за дипломатски односи, значи во делот за известувањето, членот 23, мислам, дека беше, не ме држите за збор, али сум сигурен дека е така некако, вели дека со сите дозволени средства, под забрана за она што е спротивно на законот, дипломатот може да известува својата земја, со задршка. Така беше точниот настав. Да. Неговото движење вели дека не смее да биде ограничувано, пак со задршка доколку државата на прием, односно во ситуација Република Македонија, во одредени простори нема посебен третман на движење. Па ве молам, во кое собрание во светот влегува кој сака и кога сака. Таму се оди исклучително со покана, од кого е поканата, со еден куп проверки безбедносни при самиот влез, носење на лицата. Значи, ништо случајно таму не се деси и она што беше најстрашно кажано од нивните шефови на нашите представници од Агенција за разузнавање, со нив требало да се сретне во собранието. Една агенција за разузнавање има интерес да прибира сознанија надвор од државата. Не ова го зборуваме како пример. Не, пример, недозволив пример, тоа нема сомневање, али да посветиме таму внимание. И во текстот на Гарди. Значи, тоа е тоа што, да кажеме, од едни настани, другите настани што се случија и нормално е дека може, ја велам, снимање филмови. Така се вели за лицата кои работат во безбедносни служби, немајќи информации, немајќи можност за оперативни врски, да добијат реални, вистински, точни податоци, тие снимаат филмови. Значи, за ова вакво нешто може да зборуваме само за снимање филмови. Видите, во секој случај Србинот бил регистриран како Бимли, се вика нивната разузнавачка служба. Бија се вика. Како? Бија. Како офицер за врска. Он бил регистриран како човек за врска и не е чудно што се пикал таму, не му било место, тој тоа е за осуда и треба тоа да се осуди и тука нема дилеми. Францускиот амбасадор бил до собранието, некој викаат бил натре. Прекај собранието го сретнала една професорка, му направила муабет, па бегал кога го видела, разбирате. Тоа покажува дека ги пика прстите кај што не му е местото. Се извинувам. Да. Само да ви објаснам, пошто овој дел го спомнавте. Значи, Виенската конвенција тогаш не ли предпоставувала дека во денешно време земјите на овој план разузнавачки ќе соработуваат поради заканите. Значи, тие се вметнати... Поставете и видите... Само да ви објаснам која е неговата функција, за да биде појасно и на гледачите и на вас. Значи, неговата функција е буквално
пренесувач на информации од неговиот директор до директорот на македонската. Соработка, повеќе. безбедност соработка. Би реков, нему е место за тамо и тоа да служи во острова, тука нема никаква дилема. Али што да мајка да извините бара француската амбасадорка и собранието, која тамо се случува, да не речем, обид за државен удар. Што мајка бара тој тамо? На вистина, ако било така, нигде не видов во средства за информирање таков податок. Професор како видела, јас го објавив вестиците, професор како видела и го прашала, господине амбасадор, и вие ли протестирате? Вика, да, и јас само не знам зашто, разбирате, и бегал со некој горила да глава повисоко од него. Видите, кога го осудуваме тоа и србинот и французинот, ваква информација треба да биде подкрепена. Не може ми кажа, ми прераскажа видео, а ја не сум видел и тоа да го... Лицето кој ми го кажа, апсолутно има доверба, го кажа на сите и нема никакво сомневање, на француски ми го пренесе разговорот што го направила, према тоа ви се молам, тоа нема дилеми. И се уште нешто. Видите, ако вие го осудувате србинот кој влегол натри, јас го осудувам, што барал тамо, тоа не е негово место, нити работа, разбирате, али очигледно тој сакал да лице место да се што се случува, може да и потикнало, не дај Боже, али уште поголема, извините, уште поголема, дозволете, уште поголема осуда, дозволете, уште поголема осуда заслужува реакцијата прво на амбасадорот на Европската Унија, односно шефот на мисијата на Европската Унија, и на американскиот амбасадор, кој сад после тоа го поздравуваат изборот на спикерот на Македонското собрание, кој сите дека беше нелегален, дека не беше ни бројен на гласовите. А они го мислам, официализираат. Тоа е грубо, силеџиско мешање во внатрешните работи на Македонија, како што исто и на Србина. Тоа е само ваше мислење, кое ја не го споделам. Моје мислење, слушајте, тоа, секој човек што го виде тоа и реакциите кои дојдоа, не може поинаку да ги осуди, да ги оцени. Ако некој сад после тоа, разбирате, во ноќно време, значи, како да е светска војна и не знам што такво, зазема политички став. Државен удар, на што мислите? Мислам дека најлегален беше изборот на председателот Талат Џефери. Тоа е ваше право. Значи, колку гласови гласаа за него? Колку гласа имаше? 61. Колку што видовме. Видовте што 6 глас? Значи, од она што го прикажа порталите, значи имаше на телевизија, да. И ги измереа. Имаше две раце, јас видов кренати. Ама тоа може да кренете раце две, ама еден глас е тоа. А кој броеше? Може од радост. А кој броеше? Значи, тие што ја водеа седницата. А кој броеше? Или почна Ферид Мухич да ја води пратеникот, потоа продолжи Кој броеше, кажете ми? Значи, тие кои беа задолжени го правеа тоа. Де броева? А зошто не броја? Вие видовте тоа? Имате снимки? Вие го видовте тоа? На снимки, на телевизија, вака броеше некој, вака така. Како ги броеше? Амо не знам, вие сакате нешто, вистината да ја приначиме во невистина, ај така да работи. И јас верувам на моите очи, не знам вие ако не верувате на своите. Па ја верувам на своите очи затоа што го гледав тоа и ви кажувам дека и гледавте дека изброја 61 глас. И па направете анализа, проверете, дојдете пак ја зборувам. Не, да правам анализа, јас го видам на телевизија, што го покажа. Секој лице заокружете го и ќе видите дека имаше 61 лице. А значи после ги заокружа ги броева, тоа е друго, а тоа може би. Ама нормално е. А што мислите, ако не беше така дека некој ќе дозволеше ова да проложи дека е легално? Апсолутно не. Па ги легализира со сила странците, па тоа ви кажам. Со сила странците. Беа таму пратениците и од ВМРО ДПМН, мисля, че не беа присутни. Беа од страната, беа таму. Да, ама тие ако не беше така, ќе требаше да реагира. Ако не биле 61. Ако виделе. Што да реагираат? Па не знам, на некој начин. Мислам дека... Ама што тако, тоа беше светливо направено. Тоаш... Не, па се виде реакцијата. За 2-3 минути дојде реакцијата. Па видите... На еден многу цивилизиран начин, својствен само за оние кои подржуваат вакви тези, Македонија да оди надолу. Значи, само тие таквите може вакво нешто да посакуваат на државата. Да, точно така. Значи, не почитуваме ни устав, не почитуваме ни закони, ништо, одиме главом без обзир. А како зборувате за почитување на уставот, кога председателот Ѓорѓе Иванов не ги исполнува своите законски обврски? Не, тоа е основно прашање. Тоа е главниот генератор... Нити сте вие меродавен да го оценувате председателот, нити јас. Не, граѓаните имат право, бидејќи тие го имат право да оценуваат, меѓутоа ние двајца не сме квалификувани да го оценуваме. Тоа треба некои уставни толку е јасен членот од уставот, толку е јасен. Кој? Прв пат во историјата на Македонија членот кој му дава право на председателот на државата да го додели мандатот. Кој е тој член? Не се сеќам точно. Има два члена, има 84, значи, 90. Никаде нема тој да поставува услови.
Значи се знае, условите се реализираат при... Како постави Григоров пред 20 години? Значи вака, програмата Дали се го гласа прекрши во уставот? парламентот. Дали го гласа уставот, дали Програмата го не крши е уставот? во Истиот устав надлежност на беше. председателот на државата. Значи председателот на држава постави такви аршини за кои можеше кога сака да каже по свое находење и да каже дека овој услов не е исполнет. Дали Григоров го прекрши уставот кога му даваше мандат прво на еден човек од СДСМ па на втор човек од СДСМ? Значи во тој период не сум ги читал актите за да можам да ви Истиот устав кажам. беше, истиот устав беше. Ја мислам дека имаше некои дополнувања. Устав беше, истиот устав беше. Меѓутоа, значи се доделува на партијата која има најголем број пратеници. Беше доделено на господинот Груевски, така, периодот измина, не беше мандатот, нели, доделен ради немањето на... Тоа тумачење и првото давање на мандатот на Груевски беше нелегално. Значи, Уставот е јасен, вели мнозинството. Не е јасен, во модалите не е мнозинство. Значи, оној што ќе приложи мнозинство. Немаше Груевски мнозинство. Па немаше мнозинство, му го додели. Значи погрешно. Па тука е погрешка. Првата грешка. Втората грешка е одолговањето долг временски период со доделување на мандатот на партиите кои направија парламентарно мнозинство. Што мислите вие за тиранската платформа? Дали е таа во интерес на Македонија? Тоа е за вас тиранска платформа. Добро, за вас? Затоа што се даде призвук тиранска, тоа е право на сите политички партии да истакнуваат свои барања, така? И политички партии со албанска дали тоа значи дека имаме устав или немаме устав? Или може секој што сака да прави? Ние имаме устав, значи никаде во уставот не задираат таквите работи. Никаде. И мислам дека лидерот тогашен опозиција, сегашен премиер, јавно истакна дека се што е спротивно на уставот нема да биде прифатено никогаш и никаде. Мислам јасно, 10 пати човекот го повтори тоа. Така беше и кај председателот и на јавни дебати и секаде. Али кој е вашето лично мислење за таа тиранска платформа? Дали е таа добронамерна во интерес на Македонија, дали е во интерес на заедништво, соживот, така натака? Ја предмалку ви објаснив дека политичките партии имаат право да имаат свои барања. Тоа оставите го тоа, вашето мислење кој е лично? Дали е тоа? Би имал можност да влијаем или да не влијаем. Не, вашето мислење прашувам. Секоја партија може да вика. Имаше фашизам во Германија. Партијата која преговараше до 29 јануари. До 29 јануари партијата на власт која преговараше ни збор не каже за истите точки, бар што слушнавме од преговарачите јавно го изнесува тоа, нели самите кажа. За овие исти прашања. Тоа важи за другата партија, за двете важи, не само за едната. Значи вие прашувате за сегашното. Јас вас се прашувам, вашето мислење кој е за платформата. Значи зависи од кој позиција го наблюдуваме проблемот. Па не можете така да си, ако ни одговара, ќе го прифатиме, ако не одговара, не прифатиме. Тоа прави Запад со Македонија. Разбрав дека ќе се разговара по секоја точка, ќе се преговара за она што е во рамките на уставот и ништо повеќе. Се што е надвор од уставот. Па чекајте, немојте. Партиите албански велеа или ќе прифатите или нема влада. Така велеа, па немојте. Тоа е политика, тие може да велат. Меѓутоа прашање е дали некој тоа ќе го прифати или не го прифати. Ја колку слушнав, колку разбрав од телевизија, господин Заев јасно рече. Ама чекајте сега да се диска. Јасно рече дека се што е спротивно на уставот не е во интерес на Македонија. И јас го делам тој став. Меѓутоа ако е во рамки на уставот, значи нема ништо спорно тука. Ако е надвор од уставот, верувам дека секој граѓанин би реагирал. Бидејќи допревме се едно склучно прашање, што мислите вие за големо албанскиот проект? Дали тој е измислен од Србија или е реалност? И ќе потсетам само дека неодамна, само дозволете се дека неодамна Бериша изјави, тоа вие сигурно повеќе сте го наблюдували на времето, дека во 1997 година, 96-та година, која беше оплячкани, така беше арсеналите на оружје во Албанија, Бериша изјави дека ние ги отворивме арсеналите за оружјето доди на Косово и во Македонија. Значи, се отвараат картите, разбирате. Значи не беше токму така тоа време, значи бедотијата, анархијата и распадот. 100% беше така. Не, да ви објаснам ако може. Значи, вие зборувате, тогаш сум бил во службата и може да ви кажам нешто по-конкретно. Ајде, кажете. Значи, анархијата која настана во државата Албанија, значи доведе до тоа да тие беа слободно достапни оружјето. Спонтано се отворија. Не се отворија спонтано. Луѓето нападна. Немаше институции. Значи, распаднат систем имате. И во таква ситуација, тоа оружје, мислите дека е планирано... Така дека лаже Бериша? Бериша беше тогаш председател на државата. Ама дали може да ви докажам? Што се случи?
Значи тоа Ама ви оружје, не знаете повеќе од најголемиот, Бериша. Не знаете повеќе од Бериша. најголемиот дел од тоа оружје, иако од едната страна се албанци, од другата беше продавано за пари. Значи, ако овие, вашата теза е, значи, тоа било намерно направено за да дојде у Македонија за да почне војната. Апсолутно не е така. Па тоа беше застарено оружје со кое, да кажеме, многу тешко ќе војуваа. Калашниковите. Калашниковите кинеските Застарени беа. многу застарени. И таквите калашникови кога беа предавани на овие акциите што се случува во Република Македонија, 90% беа неисправни. Знаете зошто? Зошто е застарена технологија, куршумите главеа внатре во цевката, значи не беа квалитетни. Како тогаш она со Инаку- нека биде 2000 души ја победи нашата армија, а имала неисправно оружје. Па Не би немојте кажал така. ја победи Вие сте нашата биле армија. А што ние добивме војната во 2001. Значи, таму не се водеше војна. Ние што се пукаме, водеше? вие пукате. Знаете каков притисок имаше од меѓународна заедница? Јас сум убеден дека во тоа време, доколку имаше полна слобода, председателот на државата во тоа време и издаваше наредби за вие имате една организирана армија од една страна и од друга страна една група на герила. Добро. Значи, Али во подготвено таква од сит- кого? Како? Подготвено од кого? Значи имаше таму многу надписи подготвувани од една служба, од друга служба, од Вие трета бевте тогаш служба. во одбрана бевте вие тогаш? Не, во МВР бев. Во МВР. Вие сте чуле за МПР и кои се, така? Вие знаете добро дека сум МПР беше и тука и тамо, така ли е? Значи МПР тие се невладина. Не, да влади, кажеме. кој ги донесе во Македонија? Стеј Значи департамент. за пари. Тие Не. доаѓаат за пари. За пари, Тоа е али кој ги точно. донесе? Меѓутоа треба да имаме Македонија ги најде на докази. тендер меѓународен, би ги донесе Значи- Стеј департаментот да ги донесе кај нас. Во таква ситуација мора да имаме релевантни факти да тврдиме нешто кој ги донесе, како ги донесе, за колку Ама пари. вие како сте работеле велите. таму, не може да не ги знаете тие работи. Значи зборуваме за Кога ситуација. МПР доаѓа во Македонија, ја разбија Вие зборувате за македонската. различни ситуации. Не значи за иста Значи, за истата ситуација. организација треба да зборуваме во различни периоди. Пред војната, по војната и за време на војната. Точно, Значи, точно. сосема три различни улоги имаат Точно, тие. точно. Значи- И во пред војната ја разбија армијата македонска. Вие може да сте Како читале мислите дека книгата. ја разбија? Ја разбија, растурија македонската армија за да ја преструктурираат по НАТО стандардите во 2000 година и 2001 година почна војната. А истите МПР, и тоа беше Грифиц генерал, ќе подсетам, истата МПР беше уште пред 5 години на Косово, која ги тренираше, подготвуваше, наоружуваше и од Албанија и од секаде овие научака борците, разбирате, и на крај ги испратија во Македонија. Дојдоа во Македонија, тие Сабајле влегува, тоа мора да го знаете, влегува Сабајле во Македонија, правеа ршум, се враќа вечерта таму. МПР, двата Грифиц кој беше таму, другиот договараа како и што, со отворени карти ние игравме. Така да војната во 2001 година не ја воде албанците, ја воде американците. Тоа вие мора да го знаете подобро од мене. Не знам да ви кажем вака соопшти податоци баратење. Читајте го Знаете што? началникот на генералштабот Секој- Панде Поповски, Секој што Панде напишал, Петровски. секој што напишал, пишува од свој агол, своje видување. Така? Тоа не е спорно. Значи, можел да пише некој и дека да лаже. Да, точно е. Тоа е точно. Меѓутоа велам дека доколку председателот тогашен господинот Борис Трајковски имаше, да кажеме, одврзани раце и издаваше наредби во цел елиминирање на Немаше? такви терористички групи, не, Од апсолутно кого не. немаше? Како? Од кого немаше одбрзани раце? Најверојатно од политички структури кои го сочинуваат тогашниот парламент. Предпоставувам. Да не од американците, зашто? Ама чекајте сега. Грифиц Нешто му да редовно зборувам. наредувал пред сите Грифиц подпишал кои да се пензионираат 200 врвни ови генерали да се Значи, пензионираат и на началник на штаб доаѓа некој што е од логистика, разбирате. Мене ми е јасно дека вие застапувате антонато ставови. Не, јас сум Меѓутоа- промакедонски, немам антинато. Не, во ред е, Јас НАТО меѓутоа не го кога гласите, зборувате за сите нешто за што да. немате релевантни факти, Све кажувам тоа е само факти. желба. Ја ви го кажам името Значи, на не е човек факт- Грифиц, ја ги спомнувам МПР, Не јас е ви кажам факт факти. напишана биографија од едно лице. Значи тој од свој агол ја пишува, можеби некој ќе пишал дека и потврдено е. марсовци и како потврдено. Потврдено од разни извори. Во Америка е потврдија. Колку луѓе се најдени се фатени во американци во Рачиново? Па званично ни еден. Званично што- не е, да сигурно ќе ги прикрија. Па кај се тие луѓе? Ги судеа? Ги протераа? Со автобуси на Па значи fair не се condition фатени. ги тргна. Тоа е точно дека со Ги тргна, автобуси да. на компанијата Браун и Рут беа извлечени од село Рачиново. Точно. И кај отидоа во Радуша да продолжат да се борат, така?
Сега немам таква информација. Така, Знам дека така е. патот го минале према Никуштак, селото Кумановско, Никуштак и да. а во кој правец заминале, значи надвор од Кумановска територија, не ми е познато. Не ми е познато. И не можем да зборувам дека точно заминале таму, вие зборувате од аспект како вие да сте биле таму. И ја не можем. Јас сум читал, разбирате. Дали верувате секој што ќе напише се дека е тоа вистина? Не. Ама немојте така. Јас зборувам со аргументи и факти. А кажете ми, дали е виновен председателот тогашен за неуспехот и поразот наш во 2001 година или не е виновен? Значи треба да разговараме со војните команданти кои командувале во тој временски период. Значи тие може да ни ја кажат вистината. Сето ние што ќе го зборуваме се само предпоставки и навивачки желби за една или за друга страна, било вака или било онака. Ако читате разни материјали, разни од разни аспекти, вие не може да немате свој став. Ако ние чекаме секој да ни каже некој без став, и вие секој зборуваме имате свој став, јас ќе мој став. Е една работа, меѓутоа она што ми поминало низ моите раце е сосема друга работа. Дали ме разбирате? Значи зборуваме за две различни работи. Јас сакам да зборувам за вистината која има многу аргументи и факти. Вие велите прочитав еден надпис и тоа за вас е вистина. Не, јас сум прочитал повеќе книги и сум читал албански извори исто така, американски извори исто така. А вие сега викате пред малку зборувавте дека да ви кажам само еден податок за таа прислушувањето било од нашите и све, а не поминало ни зака. Од кај знаете ви дека значи по истата логика вие не знаете, значи. Бидејќи сум работел во тие служби. Ако сте работел во тие служби, ама не сте биле таму, не сте биле. Значи јас зборувам за бројот на разговорите. Нема капацитет. Никој не знае. Ни едно жолто комбе да прислушкува тој капацитет. Значи таков материјал може да биде само од организирана служба која е во директна комуникација со мобилниот оператор. Без мобилен оператор има минимално прислушкување, тоа е скоро кажете ми, вие сте од тие, мислам, специјални, речам, служби, колку подземни спратови американската амбасада на Кале? Дали таму има таму опрема да се познато. Најискрено кажувам дека не ми е познато. Не може да биде познато. Значи спекулации постојат. Али не ме прашувам во принцип. Амбасадата е вака. Али јас ме прашувам во принцип. За она што ми е познато, сигурно би кажал дека ми е познато. Ова не ми е познато и се оградувам. Тоа може не го знае ни амбасадорот Бейли. Значи, али јас ме прашувам бидејќи сте вие од тие, разбирате, јас во дипломатијата кој ќе видам некој надпис, кој ќе видам некое соопштение, мене доста работи читам меѓу редови. Вие сигурно читате ми редови. Дали во американската амбасада која има 5-6 станови, 5 спратови под земја, може да има опрема за снимање која ево и сега нас не само што не снима, него вие гледа на смевката. Значи сепак вие зборувате за предпоставки за ваше видување. Тоа прашувам и вие зборувате за ваше видување. Не, вие рековте дека во МВР се што кажете за снимањето, се ваши предпоставки. Ја ви објаснувам нешто конкретно. Ви објаснувам дека масовноста на бројот на прислушкувани разговори може само да се изврши преку организиран систем. Добро. И никако повеќе. Дали може тој систем да биде американската амбасада, таков систем? Дали може да има? Таков систем, доколку имате пристап до мобилниот оператор, може да биде и на шар планина на брвот. Добро. Оптички кабли се во прашање и тоа не е проблем. Значи прашањето е сега која е улогата на мобилниот оператор. И зошто сервилноста на мобилниот оператор во овој момент почна новинарите да истражуваат која е улогата на мобилните оператори, одеднаш настана штама во тоа новинарско истражување. Тука е прашањето зошто. Дали нешто се одигра после тоа? Зошто ќе ви кажам сега, ако ми дозволите само на кратко. Значи по овој закон до 2012 година до септември месец одговорен за прислушкувањето во парнична постапка која ќе се води во судот, нели во случајот Таргет, така беше, нели? Вината е и кај оној што прислушкувал, државата, буквално вела МВР, и кај мобилниот оператор. Оштетно правно побарување. 2012 во септември не ми дозволивте да ја докажам, се донесе закон во собранието каде што мнозинството го измени и вели дека не е должно МВР да доставува на мобилниот оператор наредба од судот, како што беше претходно предвидено во законот, туку директно може да ги вклучи линиите, односно свичот се наоѓаше во рацете на УБК. Никаде во светот, ниту една служба го нема свичот во свој раце. Секоја што е или кај мобилниот оператор, или кај независен орган, со цел да не се злоупотреби. Значи, бидејќи бев вклучен во парламентот во тие експертски комисии разговори со тогашната министерка Јанкуловска, укажав на можноста од злоупотребување на тој систем. Значи, предпоставав дека на ваков начин донесениот закон може да направи невидена штета на општеството. И ја направи таа штета. Еве сме во
последниот дел од аргументи. Господа, ќе се обидам да ве вратам на темата на безбедност, но дали НАТО, рековте, сам по себе може да не заштити од внатрешни политички било какви конфликти, или тоа е исклучиво само за надворешна безбедност на државите? Или барем да не влие на внатрешните немири за кои што некој смета дека може да се случи тоа? Значи, дефиницијата на НАТО беше многу јасна. Сите сме заедно, еден да е нападнат, сите сме нападнати. Се зборува за надворешен фактор. Меѓутоа, НАТО, еве ја имаме Турција, членка на НАТО 50 и нешто години, мислам толку е, од самиот почеток скоро е Турција, така? Значи, гледате колку има таму внатрешни немири, терористички акти, многу жртви, можем да кажем од тој период до денеска, можеби се бројат стотици илјади жртви во внатрешните немири во Турција, нарочно борбата помеѓу Анкара и курдите, и во таа ситуација НАТО не реагира. Значи, НАТО не може да ви гарантира внатрешна безбедност ако ви имате еден куп идиоти во држава, кои не може да седнат, да се договорат, да разговараат, нели, за некои прашања да се договорат. Во таква ситуација, значи, останува нашите проблеми да ги решаваме во нашиот двор. И она што е најпаметно и најдобро е секоја држава, ја велам да не таласа. Тоа значи дека да си го среди својот двор на секој план во општеството, кој ќе имате среќни граѓани, веќе апсолутно ирелевантно е дали некој ве штити или не ве штити, значи немате закана. Меѓутоа, од друга страна, кажавме, бенефитите се многу големи од влегувањето во НАТО. Еве, еден економски податок, берзата наша, акциите на компаниите, пример, ако влеземе во НАТО или веќе се почувства влезот во НАТО, тие ќе пораснат. Доколку сме надвор од овие структури, значи акциите ќе паѓат. Еден од параметрите го зборам, иако не сум економист. Од политичко безбедносен аспект и од ова што го вели Николски, влијанието и улогата на Соединените американски држави во НАТО, имајќи предвид Грција. Ако досега не притискаше нас, ако ја притискаше Грција или не ја притискаше доволно, Воопшто не притискаше ова промена за која што вели дека е нека нова ситуација на неговиот стратешки план, дека има некои поместување, или дека интересот на САД е зголем и на ЕУ за побрз прием и новие земји на Балканот, бидејќи досега не заборавија, дали може се зголеми притисокот врз Грција и дали контратезата дека Русија преку Грција фактички не кочи за прием во НАТО, дека претежно е тоа влијанието на русите е такво. И дали на тој план може нешто да се промени, ако навистина американците сакаат тоа да се случи? Значи, тоа се големи глобални движења, да ги кажеме, во светот, од кои глобални движења ние не може да се иземеме. Ама ние Значи, ние сме мала... Зависиме, да. Ама како ние може да влијаеме? Како може да влијаеме? Тие дали може да влијаат? Ама апсолутно може да влијаат. Големите сили имаат своји стратегии кои се обидуваат да ги... покажа доста резистентна во тој аспект. Значи, или има поддршка од Русија, или е толку самата моќна да може да... Сега дојдовме до Грција подржува Русија. Не, Русија подржува Грција. Немојте така. Значи, 2008 година во Букурешт, ќе кажеме дека Русија подржуваше Грција за да ни стави вето? Не, апсолутно не е така. Има теории така. Меѓутоа, моето видување на глобален план е доколку Америка, значи во тој момент имаше цврста волја, нели? Да бидеме членка на НАТО, ќе се изнајдеше формула и начин на дипломатски пат, нормално, да бидеме членка на НАТО. Да ви кажам едно, ние де факто сме членка на НАТО. Де јуре само не сме членка на НАТО. Немојте така. Значи, ние учествуваме во сите мисии. Тоа е само залажување. Добро, неколку мисии сум испратил од Скопје, значи неколку разузнавачки мисии во тие, да кажеме, здружени оперативни команди, и можем да кажем дека сум презадоволен од онаа што нашите разузнавачи го направија таму и добивме големи одликувања за таквите мисии. Значи, ако сте дел од НАТО... Што е бенефитот, што е користа на Македонија од тоа? Што сме спремни да гинеме за НАТО, ништо не добиваме? И не уценуваат и не блокираат? Кој е бенефитот на другите земји? Добиваат нешто, конкретна парична помош, добиваат руди, богатство, нафта? Добиваат и пари, да. Ама тоа е ваше видување. Јас не знам за таков момент дека некој некому плаќа... Па и ние добиваме воена помош од Америка, добиваме, према тоа не е тоа ништо ново. Значи, воената помош е најстандардна работа од самото самостојување на Република Македонија. Добро, ама тоа американската е поврзана, не е таа случајна. На секој план. Ама нормално е, ние имаме стратегија, сакаме во НАТО и нормално е да примаме помош од тие земји, пред се и од Америка, вклучително.
на секој план. Едукација, обука, оружје, значи се она што е потребно за армијата. Колку тие имаат можности да не помогнат. Тоа е нормално. Ние учествуваме во мисиите заедно со, да кажем, 29 членки. Еве да кажеме, некои земји кои не се членки на НАТО имаат аспиранство, не учествува во мисии. Ние бевме првите во регионот што влеговме во мисиите на НАТО. Мислам, кога зборуваме на таа тема, видите, прво што се однесува до безбедноста, на Македонија и се закануваат само опасности од центрифуги натре во земјата, кои последно време нагласено доаѓа до израз. И за жал, тука е вмешан и странскиот фактор. Ние малце повеќе дискутиравме околу 2001 година, која по многу што ја осакати ова наша држава и на крај преку и војната што изгубивме и преку на крај Охридскиот рамковен договор. И знаете, значи НАТО дури сега има и дилеми околу тоа што на последниот самит, не беше самит, што беше средбата на НАТО, Трамп не се изјасни јасно за членот 5, кој значи еден нападен, сите нападнати, еден нападнат, сите нападнати. И се веќе има на голема дилема дали он се повлече, вика до сега пракса била сите американски председатели на такви средби го реафирмира членот 5, еден за сите, сите за никаде, што викаме ние. Разбирате, значи, во конкретниот случај за Македонија, мислам дека тој интерес е јасен, мислам тешко може да се менува, али да не бидеме, што би рекол, наивни, дека со НАТО ќе ги решиме проблемите. Знаете, кои ќе влезете во НАТО, прво имате 2% да одвојувате, тоа ќе биде многу скоро обврска на сите членки, тоа што ви нашто инсистира Трамп. 2% од БДП-то, разбирате, година се издвојува, Македонија издвојува околу 1%, сега 0,9, 0,95 и така нешто, значи треба да ги дуплира трошковите за одбрана, така наречена, што е ќе биде сигурно еден напор за државата, бидејќи пари нема. Не е тоа за НАТО трошок, тоа е трошок за армијата на Република Македонија. Не, се согласувам, ама во тој контекст државата... Како кажавте, во правец на НАТО, ради НАТО ние ќе извојуваме 2% за потребите на НАТО. Не, за потребите на армијата. Видите, за потребите на армијата, али од иако ќе имате колку 3 милиарди евра е нашиот буџет, ако извојувате уште 100 милиони евра за таа намена, разбирате, ќе скати на други места. Значи тоа, ние немаме неограничени средства, значи тоа ќе биде некоја штета. Видите, НАТО е невидена сила светска, пренагласена и е во доминација на една земја. Тоа е униполарноста на светот се рефлектира само преку НАТО. Знаете, ќе ви кажам податок кој покажува многу. Во светот, би се чини дека за 2015 година се тие податоци, вкупните трошкови за одбрана, што ги трошат, многи користат за напад, покото големите, вкупните се измеѓу 1800, 1600 и 2000 милиарди долари, разбирате. Од тие пола се на НАТО. Значи, ако се 1800 милиарди долари, 905 милиарди долари троши НАТО за одбрана. Од тие 905 милиарди, разбирате, 650 американски. Сите други европски земји, односно и Канада е тука, трошат 250 милиарди долари. Таа доминација американска, скоро 4% од БДП-то издвојува, доминира во светот и преку тоа рефлектира својата сила. Таа компактност во НАТО, која постоеше, сега Брекзит малце раздрма Европа, ќе има и во НАТО, бидете сигурни. Најверојатно меѓу Грција и Турција. Неодамна Ердоган го прогласи Лозанскиот договор 1923 година како навредлив за Турција, а тогаш на Турција и беа одземени 17 острови кои се на неколку километри од границата на брегот. Народно право, што така да кажете, и за територијалните води. Ги контролира Грција. Тука војна мора да има, разбирате. Така да, тие судири во НАТО, тие конфронтации ќе растат, ќе бидат
се посериозни и посериозни. Меѓутоа, тука немојте да ја мешате Русија и она, јас не се изјасни преска, не ме праша околу Guardian, дека Guardian во Македонија плаќа, односно дека Русија финансира медиуми. Спомнете ми еден медиум кој е проруски. Нема ни еден медиум кој е проруски, иако некој излегуваат со некој проруски ставови, подршки, со некое панславенство и така натака и така натака. А колку се од друга страна финансирани од Сорос, колку се финансирани од USAID, разбирате, ви имаме две големи телевизии кои има дебатни емисии стижа како на Варшава, во Телма и во 24, како завршува на крај вели поддржана од USAID. Го прашав и Пивоваров, не добив одговор, бидејќи сака конкретно да разговара, бидејќи збориме за предпоставки. Ако вие предпоставувате дека Америка се меша, зошто Русија не би се мешала? Тоа е само едно логичко прашање, бидејќи тие меѓу себе си имаат односи. Самите рековте делуваат како сврзани садови. Ако отворено говорите со докази или без дека американците прават криза во Македонија, зошто тоа да не важи за русите? Ама немаме докази. Други безбедностни експерти доаѓале. Тука велат во Македонија, па и во Бугарија има еден куп разузнавачи од сите, не само од руските. Има 100%. Значи тие тука не се само информатори, тие работат. Прашање кој има пари, кој троши, кој врбува и кој финансира. Не, зошто само едни би биле, значи мора да се други. Нема ни еден медиум кој ќе кажете дека било портал, кој ќе речете ево е руски или нашата тие разузнавачите по природа не зборуваат, тие не кажуваат. Ако во некои времења порано тие би инсталирани на разни начини во разни земји, цивилните и војните разузнавачи, денеска тие се најјавниот дел од нивните состави на дипломатскиот кор во нивната амбасада. Значи, тие се званично со договори во билатерална соработка, подпишување меѓу две земји, значи се ословуваат како офицери за врска, во дипломатијата вообичаено тоа е во рангот вториот секретар на амбасадата. Така беше на времето, не знам. И ден денеска е така, значи ништо не е променето, меѓутоа тие се јавни личности кои званично доаѓаат и имаат дипломатски статус. Тие што работат, само седат и пијат кафе. Апсолутно ви кажав дека тие по логика на нешто би требало да бидат само преносници на информации, ништо повеќе. За жал, информации во соработка против борба организираниот криминал тероризмот помеѓу две земји кои потпишале таква билатерална соработка. Меѓу тајните служби, тие се врска тајните служби. Значи, буквално е поштарна информација. Официјалниот дел, тоа зборуваме за неофицијалниот дел. Значи, тоа ви го кажу, ако некојаш беа тајно, сега овие лица се јавно. Во тие размена информации, значи, тие разменуваат информации од степен на тајност државна тајна, кога се работи за интерес и безбедноста на едната или на другата држава. И ништо не е спорно во тоа. Не, Пивоваров. Значи, зборувам за тенденциозно мешање во внатрешните работи на една земја. Не зборувам за официјалната соработка, зборувам не за соработка, за действија кои што се насочени за дестабилизирање државата. Тоа, читај ги само. Вие ги реколте за Америка зборувате цело време за безбедноста во Република Македонија, ја закозува Америка, покажување на господинот Никовски. Безбедноста на Република Македонија и на надворешен и на внатрешен план ја заглозува само едно: организираниот криминал и ништо повеќе. Не знам дали така, добро, но се покажа во практика, сите го видовме, сите го осетивме, се ни е јасно. Дај кажете, не факт не кажавте. Добро, да не се враќаме. Вие ги слушавте бомбите или не ги слушавте? Јас верувам на приватни разговори не сум разумел. Ама вие не сте од тука изгледа. Верувам дека има приватни разговори не слушам исто. Има служби кои што не се тука само официјално да информираат, што го да работат и други работи. Видите, ова што го прашавте и што он објасни дека во амбасадите има врска меѓу тајните служби, има луѓе кои се официјално врска меѓу тајните служби, меѓутоа тоа не значи дека на теренот нема една плејада на други тајни. Не работат ништо друго. И тој шефот во амбасадата со нив ги контролира, усмерува работа. Еден голем број. Добро. До сега ниту една контраразузнавачка служба не направи протерување на ниеден таков. Ама не знаеме, господин Пивоваров. Кој ќе ни каже нас дека ало протераме 20 шпиуни што ги фатиме? Вака сега да ви кажам. Го фатија тој словенечки за големите сили. За големите сили велиме. Русија протера 6 англиски дипломати поради тоа и тоа. Ево Белград протера.
Потоа, добро, значи веќе има некаде случаи каде видуваме. Вие прашавте за овдека, значи службите се тие кои ги имаат информациите, а нормално политичарите ги носат одлуките за чинот и начинот како тоа ќе се... Ние не можеме да го Видите, знаеме. основното во се е факт, основен е фактот што кај нас во внатрешните работи не се мешаат директно и појавно тие тајни служби, освен овој што бил во собранието. Структури, добро, некои. Туку амбасадорите, односно дипломатите. Ве земете ги нашите вестници, а во последните 2 Guardian не месеца пишува за амбасадори, и читате. пишува за- Не, јас ви кажувам, и читајте ги изјавите на амбасадорите во Скопје. Треба СЈО да добие продолжен мандат, не ви се потребни нови избори, треба ова, треба она. завршиме. Тие да де факто ни диктира што да правиме. И тоа не дозволиво. Добро, јас ви благодарам за учеството и некој за безбедноста. Би сакал да проговорим и мака експертски уште една тема да направиме Пивоваров со можеби ваши колеги кои што може поотворено ќе говорат за влијанието на некои странски служби, може не со комби, ама дека има на Балканот. Ама интерес на секоја служба е токму тоа. Зошто се контраразузнавачки служби? Да го спреат што е интерес. И ние имаме интерес према странство. Да бидеме реални, тоа е суштина на науката за разузнавање. Некој што сака да дознае нешто, така? Не, некој што работи спротивно на закон на територија на Република Така. Македонија. Значи, некој Значи, имаш таму да ги имаш спречи. дефиниција, имате дефиниција, се извинувам. Значи, на тај начин континуирано, организирано прибира информации со цел, а ние во шпион она што беше поднесено, барањето за обвинителство ги осудија луѓето, не знаеме за тоа е која друго. земја работеле. Тоа е, да. Во тоа сакам Тоа е да ви друго. кажам. Тоа е работа на Добро, службите. да Беше завршиме. објавено, се знаеше. Значи, таму имате во законот да се нанесе штета. Која штета е нанесена на Македонија, немаше никаде во пресудите. Ма тие шпионите најчесто сакаат со новинари да се дружат. Тие многу работи да знаат од нив и ние се треба да се плашиме, а некој од амбасада не повика, па onda да не идеш таму, ќе те прогласи за шпион. Ви благодарам што бевте гости во Благодариме аргументи на и поканата. благодарам на аргументите што ги изнесовте во оваа емисија. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можам да одработам платата, Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да ме покраниш и прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само говори за вас. Да сте саркастични колку што дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија.